Добре дојдовте во темата на неделата. Една година откако Косово воведе царини од 100% за производите од Србија и Босна и Херцеговина. Профитираа ли од ваквата мерка македонските извозници? По една година откако Косово ја воведе таквата мерка, која беше наголемо критикувана од меѓународната заедница, барем за сега таа не ги донесе посакуваните економски, ниту пак политички очекувања на властите во Приштина. Преговорите со Белград за признавање на Косово стојат во место. За Наим Красничи, мал бизнисмен од Приштина, царините од 100% за српски производи се фер одлука. Тој, иако се жали на покачувањето на цените, вели дека стоките од други земји, како Хрватска, Северна Македонија или Бугарија, биле со повисок квалитет. Shumë vendimi drejt. Edhe bile duhet vazhdohet edhe heq deri na merr mallin neve Serbia, atëherë as na mos më marr mallin aty. И покрај скромните економски придобивки и малото политичко влијание, новиот косовски кабинет најверојатно нема да укине 100% тарифа воведена пред една година за увоз на стоки од Србија и Босна. Тоа ги блокираше разговорите со посредство на Европската унија за нормализирање на врските на Косово со Србија. Бера Трукичи од Стопанската комора вели дека царините имале мало позитивно влијание врз локалните производители. Of course, this had impact on prices, and this is why this year we have also higher inflation rate. Царините создадоа тешкоти главно за градежните компании кои добиваат суровини од Србија. Србија покрива приближно 1/4 од увозот на земјата. Годишната трговска размена беше околу 400 милиони евра, плюс 200 милиони евра од шверцот, особено на северот, каде што се наоѓа поголемиот дел од етничкото српско малцинство. Но Рамош Харадинај, премиер во заминување која воведе тарифата и кој не доби поголема поддршка на предвремените избори во октомври, вели дека Косово не треба да менува својата позиција. So tariffs, 100% tariffs, has brought to the, I would say, importance the need for recognition. So today we are in that question. So recognition is the solution. Приштина се спротистави на меѓународниот притисок да ја суспендира тарифата, наведувајќи дека ќе укине само кога Белград ќе го признае косовскиот суверенитет и ќе престане да го спречува пристапот во меѓународните организации. Албин Курти, кој се претпоставува дека ќе стане следниот премиер на Косово, признава дека мерката имала скромен ефект. The economic effect has been very modest. The greatest beneficiaries of 100% tariff towards Serbia were not local producers, but countries like Turkey, Israel, and Slovenia. Likewise, the prices in Kosovo increased averagely 5%. Курти најави дека ќе замени 100% тарифа со целосен реципроцитет во односите со Србија. Според него, дипломите од српските универзитети се признати на Косово, но не и обратно. Возачките дозволи на Косово не се признаваат во Србија, како и сертификатите за стоки произведени на Косово. Тоа пак е малку веројатно дека ќе го убеди Белград да ги продолжи разговорите. Европската унија инсистира дека нема влез во Европската унија без нормализирани односи. Ни треба малку диалог со Бризел за диалогот со Белград, вели Курти. Сафет Герџалио, економист, пак вели дека царините го штетиле Косово. I think we lose all support from outside, from Europe and America, and I think it's time to think about how we can approach in the future regard to the tax from 100% in products from Serbia and from Bosnia and Herzegovina. Македонскиот извоз на Косово бележи раст во последнава година, но само од околу 2%. Најмногу се извезуваат прехранбени производи. Еден од главните проблеми останува инфраструктурната поврзаност меѓу двете земји. 12 километри пат од Скопје до границата со Косово никако да станат автопат. Македонија го зголеми извозот во Косово една година откако Приштина одлучи да воведе царини од 100% за производите од Србија. Според поратоците објавени на Косовското биро за статистика, увозот од Македонија во октомври годинава е 6,9%, а лани истиот месец непосредно пред воведувањето на царините, увозот од земјава изнесувал 5,1%. Овој тренд, мислиме дека е добар, но не е задоволувачки
бидејќи знаеме дека вкупниот увоз од Косово, од Србија во Косово изнесуваше некаде околу 16%, што значи дека сега увозот од Србија во Косово е скоро 0,1% од последните податоци што ги имаме, што значи дека има можност и простор ние тоа да го искористиме уште повеќе. Според поратоците на Стопанската комора на Северозападна Македонија, најмногу е зголемен извозот на прехранбени производи од земјава кон Косово, и тоа како што вели Хоџа, брашно и шекер, но и други производи кои земјава ги внесува, па понатаму според договорот СЕФТА ги извезува во Косово. Тој вели дека државата конкретно за овој случај не можело многу да им го олесни патот на бизнисмените, но посочува дека постојат проблеми стари со години кои никако да се надминат. Ние со години апелираме до власта да ни го овозможи, да ни го олесни патот кон Косово. Поради тоа што Косово беше стратешка држава за Македонија во смисла на увоз на стоки од Македонија. 2012 имавме некаде 512 милиони евра извоз од Македонија кон Косово. Сега тој извоз изнесува скоро половина, значи 250 милиони евра. Годината која што ја споменува Хоџа, автопатот кој ги поврзува Албанија и Косово, веќе беше готов, што ја зголеми можноста за економска соработка и размена меѓу Тирана и Приштина. 12 километри кои ги делат Скопје од границата со Косово пак се уште се во многу лоша состојба. Според последните ветувања од владата, патот ќе се гради во два дела. Прво 2 километри, па потоа уште 10, а целосно ќе биде готов дури по 2023 година. Тоа беше се во оваа емисија. Содржините на Радио Слободна Европа можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.